Значи, европското знаме повторно е ставено на погрешно место. И тоа опасно погрешно место, само ќе ви прочитам да заклучите. Значи, кога се става европско знаме, се повикува на директива или регулатива. Тоа е европското право. Овде, еве што се усогласува со спогодбата за стабилизација и асоциација, и ова е најинтересно, современата спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија и Европската заедница. Коментар граѓаните ќе дадат. Во почетокот на законот се повикува на извештајот на мисијата на Европската комисија за управни постапки и правда и се вели дека во тој извештај се повикува или се препорачува на Македонија да го поедностави системот на одлучување по жалби, да ги намали институциите кои одлучуваат по жалби и да ја поедностави административната постапка. И тоа е се во ред, само што нема врска ни со директива, ни со регулатива. Сега што е прво правно спорно? Се вели предлог закон за измена и дополна на законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Ама законот сега има и ново име. Крајно невообичаено се вели дека сега се вика закон за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка. Значи, овој се менува, пардон, и сега овдека пишува дека Државната комисија за одлучување во управна постапка, значи, сега ќе биде надлежна по жалби против акти донесени во управна постапка во прв степен и во постапка по инспекцијски надзор од страна на јавните органи, утврдени со Законот за општата управна постапка. Значи, всушност се вели дека има нов наслов, има нов орган, кој што е еден омнибус орган, ама нема нов закон, туку има измена на стариот закон. Правно проблематично. Да, ни беше презентирано дека во досегашната работа оваа комисија имала многу предмети, 6500, и значи доволно е сега овој број да го поделите. Ако имаме сега 17 члена комисија, 6500 годишно, воопшто месечно тоа не е голем број. Значи, јас реков дека гломазно тело не мора да е гаранција ако не е пропратено со поедноставена административна постапка. Се надевам дека такво нешто може да се смисли, иако имам дилема. Значи, тоа е првата забелешка. Втората забелешка, што е, се вели, Државната комисија може да работи доколку на седницата се присутни најмалку 9 члена, а на седницата задолжително присуствуваат председателот или неговиот заменик, или, двете не се разбира потребни, зашто не може и двајцата да гласаат, но она што исто така е забелешка, сите ние правниците знаеме дека решенијата на Државната комисија се конечни и противник странката може да поднесе тужба за водење на управен спор. Заклучивме дека управен спор за предмети во работни односи не може да се води. Најспорното во овој закон е следново. Имено, членовите досегашни се избрани со определен мандат. Никој не е против тоа, ако се формира ново тело, тие значи да останат без работен ангажман. Ама, членот 23 од Уставот вели дека секому под еднакви услови му е достапна секоја функција. Значи, не може по сила на закон да се доделат нови 5 години на лица на кои мандатот им истекува. Туку може само со избор на кој што ќе учествуваат и други, бидејќи мандат се стекнува со избор, а не
по сила на закон. Значи, членот 13, кој што вели председателот, ама сега како член, и членовите на Државната комисија, и така натамо, значи, преминуваат во составот и надлежноста на Државната комисија, пазете сега ова, од 1.1.2021, денеска кој датум е, колешки и колеги? А, така, замислете, значи, иако овој текст дојде овде, во редовна постапка, па после со европско знаме, си остана ова 1.1, значи, ретроактивно дејство има законов и како да тече, и си вели, пазете, мандатот на председателот и членовите од овој закон од 1.1.2021 се продолжува за 5 години. Ова е кршење на Уставот и не смееме ова да го дозволиме. Значи, што сакам да заклучам? Ми се чини дека и кај председателката на комисијата, и кај членовите, без оглед од тоа дали се од владеачкото мнозинство или од опозицијата, соочени со правниот срам, морам да кажам, зидот на правниот срам, бидејќи да се повикате на европско знаме, а некому со закон да доделувате нов мандат без избор, е антиевропски чин. Мислам дека се согласивме, дека ќе седнеме, се што не е во рамките на Уставот и законот ќе отстраниме, ќе интервенираме, да речеме, еве сега гледам овде, ние не интервенираме кога се бараат условите TOEFL, се вели, не постар од 5 години, ама иако TOEFL 2 години важи, си пишуваме ние, и значи си има луѓе кои им престанал сертификатот, ама по нашите закони си продолжуваат да си функционираат. Значи, мислам дека ако во градацијата на законите, кај кои што, а многу се 20-тина, е употребено, односно злоупотребено европското знаме, може да има врв, тога лошо е да се повикуваме на европско знаме, а да кршиме европски практики, лошо е да го кршиме Уставот, лошо е да не интервенираме во текстот на законот, иако сме можеле, говорам за владата, не говорам за пратениците, да остане 1.1. Значи, тоа е неодржливо. Технички законот е неисправен. Јас сум убедена дека ваков овој закон не смее да биде донесен и мислам дека тоа не зависи, за жал, само од нас, од оваа страна, подеднакво зависи и од пратениците од владеачкото мнозинство, особено од правниците, и јас се надевам дека водени од правото, од владењето на правото, нема да дозволиме да донесеме закон што, убаво рече колегата, кога би имале ние вистински уставен суд, уште истиот ден би паднал на уставен суд. Да не чекаме уставен суд, туку да навистина да застанеме зад владењето на правото, тогаш ќе има смисол европското знаме. Благодарам.